Почитувани ученици, добро дојдовте. Јас сум одаленски наставник Билјана Арсовска. Денес ќе имаме наставната содржина одредување на број што е за 1 или 10 поголем или помал од некој едноцифрен или двоцифрен број. Целите на денешниот час ни се: ученици, треба да знаете да одредувате број што е за 1 и 10 поголем или помал од некој едноцифрен или двоцифрен број. Да броите по 1 и 10 едноцифрени, двоцифрени броеви нанапред и наназад. Низа од броеви. Да се обидеме за почеток да броиме по 1. Тука имаме низата од броеви која што ни е дадена од 0 до 20. Можеме да почнеме. Броиме по 1 нанапред, а потоа наназад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да се обидеме да броиме наназад. Броевите од 0 до 9 се едноцифрени броеви. И затоа се обележени со црвена боичка. Почнуваме. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Броевите кои што се обоени со жолто се двоцифрени броеви. Ова се вика броење нанапред. Да се обидеме да ги изброиме броевите наназад, од 20 па се до 1. Од 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и 0. Исто така броењето можеме да го представиме на табела стотка. Броење по 1 и по 10. Да започнеме со бројот 12 и да почнеме да броиме по 1. 12, 13, 14, 15, 16. Можеме да ја продолжиме низата. Забележуваме дека кога броиме нанапред, броиме хоризонтално и броиме надесно. Да се обидеме уште еднаш. Бројот 45, 46, 47, 48. Броењето нанапред за 1, за едно поголемо, исто така броиме на табелата стотка хоризонтално, броење нанапред и броиме по 1. Да се обидеме со 9. 9, но сега да се обидеме да броиме по 1 наназад. 8, 7, 6, 5. Броењето наназад е исто така, броењето по 1 наназад е броење на табелата стотка хоризонтално и се враќаме за едно наназад. Така забележуваме дека бројот 9 е за 1 поголем од бројот 8. Бројот 8 е за 1 поголем од бројот 7. Бројот 7 е за 1 поголем од бројот 6. Бројот 6 е за 1 поголем од бројот 5. Или пак обратно. Бројот 5 е за 1 помал од бројот 6. Бројот 6 е за 1 помал од бројот 7. Бројот 7 е за 1 помал од бројот 8. Бројот 8 е за 1 помал од бројот 9. Сега може да се обидеме да броиме по 10. Да почнеме со 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ова броење се вика броење нанапред по 10. Забележуваме дека кога броиме по 10, броиме вертикално, броиме надолу. Да се обидеме уште еднаш. Да броиме по 10, меѓутоа да броиме наназад. Да почнеме со бројот 62. Како полесно можеме да го најдеме бројот 62? Многу лесно. Прво ја бараме единицата 2. Поводиме надолу вертикално да стигнеме до 62. Броиме наназад по 10. Исто така е вертикално, само не одиме надолу, туку се враќаме назад.
62, 52, 42, 32, 22, 12, 2. Можеме да забележиме дека бројот 40 е за 10 помал од бројот 50. Бројот 50 е за 10 помал од бројот 60. Бројот 70 е за 10 помал од бројот 80. На оваа табела 100 најголем број ни е бројот 100. Исто така забележуваме дека бројот 52 е за 10 поголем од бројот 42. Многу е лесно, ученици, и доста интересно. Низа од броеви. Броевите тука сум напишала. Прв, втор, трет, четврт и пети ред. Исто како што е зададено во табелата стотка. Тука ќе научиме на која десетка припаѓаат броевите од вториот ред, од третиот, од четвртиот, петиот и така натака. Прво да се обидеме да ги пронајдеме броевите кои недостасуваат со броење по еден. Низата на броеви ни е дадена и многу е полесно да ги пронајдеме испуштените броеви кога имаме дополнителна низа. Бројме по еден. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ученици може да броите со мене доколку сакате. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. И веќе ни се дадени броевите 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. На која десетка припаѓаат броевите? Како што се подредени под ред? Прв, втор, трет до пети ред. И многу лесно. На првиот ред овие броеви од 1 до 10 припаѓаат на првата десетка. Да кажеме на третиот ред. Од 21 до 30 на третата десетка. Да кажеме на петиот ред. Од 41 до 50 припаѓаат на петата десетка. За полесно да одредите броевите на која десетка припаѓаат, убаво е пред вас да ја имате табелата 100. Сега да се обидеме да броиме наназад по еден и да ги пронајдеме испуштените броеви. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Доста е лесно, ученици. Да се обидеме да решиме задачи. Кенгурот скокал 10 чекори нанапред. Започнал од бројот 7. Заокружи ги броевите каде што скокнал кенгурот. Тој започнал од 7 и броел по 10. Рековме, кога броиме по 10 нанапред, броиме вертикално од озгора па надолу. 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97. Нашата табела стотка завршува до 100 и ние стигнавме да изброиме до 97 броење по 10. Јас сум бројот 23. 23. Еве ни го на табелата стотка. Ја барам тројката, па одам надолу да стигнам до 23. Скокни 3 пати по 10 и кажи на кој број стигнав. 23. Еднаш, 2 пати, 3 пати. Одам надолу и бројам по 10. Стигна до бројот 53. Многу лесно и интересно. Ајде да се обидеме сега. Може пред вас да видите табелата стотка, да погледнете и да ми одговорите.
За секој точен одговор нацртај срце, а за секој погрешен одговор стави го знакот X. Првото прашање. 43 е за 10 повеќе од 33. Што мислите, ученици? Точно. 72 е за 10 помалку од 87. Точно. Погледнете сите во табелата стотка. 45. За да го најдеме полесно бројот 45, први ја барам петката, цифрата на единиците, со прстот одам надолу да стигнам до бројот 45. Е за 10 помалку од 44. Погрешно. Неточно. Има уште многу интересни задачи, ама тоа ќе ги оставиме за наредниот час. Ученици, се надевам дека ви се допадна денешниот час да броиме по 1 и по 10. Довидување до наредниот час.